Здраво и добре дојдовте во епизода 28. Ова е Wellcast with Јосиф, поддржано од Домови за стари лица Феникс. Нишот кој што секогаш го обработуваме, знаете дека е велнес, здравје, вежбање, општа добра состојба и во тој дух денеска ќе имаме одлична тема со гостин кој што јас себе го познавам долго, но го запознавам многу повеќе сега, затоа што имавме среќа и прилика во овие последни месеци да работиме повеќе и јас да учам многу од него и верувајте ќе биде вистинска вредност и школо ова што денеска ќе го дознаете. Ќе зборуваме за повреди, за вежбање, за рехабилитација, за ергономија, за се што ние реално во денот, како го движиме нашето тело, како нашата постура тоа го доживува и што се случува со телото со текот на годините. Така да уживајте во овие некаде час кои што ќе разговараме со денешниот гостин, Иван Колачевски, и секако YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и сите социјални мрежи кои што ќе биде оваа содржина достапна. Коментирајте ја, дадете фидбек, бидете интерактивни и збогатете ја денешнава епизода. Открите ја топлината и грижата во дневниот центар на Феникс Домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават. Иван, добре дојде и фала ти што ја прифати поканава. Имавме неколку обиди за да извини за вчерашниот ексцес кој што излезе на време добро што не дојде тука. Така да еве добре дојде у Wellcast и као што е традиционално и редот секогаш на почетокот на овие епизоди, би сакал да си земеш време колку и да ти треба и еве чисто заедницава да ја запознаеш со тебе, со твојата работа, што ти правиш, што можеш да им помогнеш, каде да те најдат и да ги искористат твоите услуги, така да повели. Така, првично се заблагодарам за поканата на подкастот. Во секое Било време. нешто се наоѓам бар во заедница која што интересира малце повеќе здравје, малце фитнес. Супер. Сега, како што ме најави, јас сум Иван Колачевски, физиотерапевт дипломиран. Мнозинство од времето го проаѓам со физикална терапија и со рехабилитација. Меѓутоа, последниве 8 до 9 години работам исклучиво во фитнес центри и ја работам исклучиво во фазата на рехабилитација, што сметам дека е малце по-интересна и малце по-корисна за луѓето. Многу често, како физиотерапевт, во фитнес сала, работам и со атлети, работам и со постари лица, и со повредени, и со деца. Моментално работам во собствено студио. Студиото се нарекува MOVES. MOVES е студио за специјализирано студио за персонални тренинзи. Се наоѓа у центар, Карши Рамстор, како го објаснувате најдобро за Малце е тешко за објаснување, се наоѓа во склоп на зградата на Промедика, меѓутоа влезете од задна страна на Промедика. Студиото работи исклучиво на принцип на кој што тренерите имаат целосен надзор врз клиентите и со тоа избегнуваме било кој тип на повреда, успеваме ефикасно да се справиме со сите постоечки проблеми кога доаѓаат клиентите во студиото и можеме малце повеќе да им обрнеме внимание наспроти традиционални фитнес центри, каде што нормално комерцијално вежбање се има, луѓе се вежбаат за своја рака, а ние само се буткаме во простор каде што можеме да најдеме. Јасно. Иван, јас и ти, значи, прва работа, кажам, повеќе од времето го поминувам, во сала, во MOVES, као физиотерапевт, али знам дека и голем дел од слободното време го поминуваш консумирајќи содржини за и вежбање и здравје општо, и знам дека едно од работите која што те фрустрира е тоа дека премногу денеска кружат информации кои што се онака невистини, некои си теории за кои што подоцна луѓе можеби ќе дојдат кај тебе и треба да ги одучуваш, да им помагаш, да ги вадиш од калта во која што влегле. Али тоа е знаеш, тема која што веројатно ќе допреме и до тоа денеска. Она со кое што би почнал денеска, бидејќи
приликата да те запознаам повеќе беше и во последниве неколку месеци кога нели во соработка со FitKit ги правиме овие работилници кои што мислам дека се едни од најпопуларните кај компанииве од IT секторот, а тоа е ергономија за работници на биро. Така. Генерално денеска многу голем процент од луѓето се работници на биро и еве баш Бојан Диков го знаеш од ATG Да. зборува за болест ситингитис од многу седење. Кој е изворот на еве зошто постуралните проблеми денеска се многу почести и што значи еве ергономија, што значи правилно седење и колку човек треба да знаеш да го избегнува седењето, како да го прави тој баланс, затоа што не можеш ти да си даеш отказ од работа, било која работа што ќе ја најдеш следна ќе биде со седење. Како да си ја како да го подобри тој аспект од животот? Така, првично ергономија во ова последни 10 години би рекол дека е една од главните теми од интерес на фирми кои што работат канцелариски. И тоа се тргнува за разлика од повеќето фирми, не е дека работниците им се жалат, дури и самите собственици на фирмите ги имаат истите проблеми со ергономија. Сега sitting disease која веќе спомнавме. Значи тоа е најстандардниот начин на кој што се изведуваат работи 2023. Значи мнозинство од работите кои што претходно барале физичко присуство, сега не се префрлени во канцеларии. Ние сме повеќе навикнати на 8 до 10 сати седентарен живот во тек на ден и многу ретко знаеме како да се позиционираме и тука влага улога ергономијата, која што од една страна ни означува нели правилен начин на седење и движење во некој простор кој што ни е работен простор, ама од друга страна е многу лошо искористена за маркетиншки цели. Значи ергономија како термин е многу почесто користена од страна на произведувачи на мебел, отколку што е искористена од страна на експерти кои што треба да се занимаваат со безбедност на работна позиција. Безбедност на работна позиција, многу често луѓе си ја земаат, нели, да не се повредам од лизгање, да не ми падне нешто. Меѓутоа и самото оштетување на мускулоскелетен систем преку седење, репетирачки акции, значи правење на движења без било каква интенција, доведуваат до поголеми проблеми него директно нешто да ни падне. Затоа ергономијата мислам дека у последно време им стана малце повеќе важна на луѓе кои што веќе тргнале по тие патишта на третирање на тие проблеми кои што настанале ради седењето. Се ергономија, порано го размислувавме само во аспект како да поставиме вработен, каде да му стојат нозете, како да седи постурално, рамениците како не се и слично. Меѓутоа тоа е пасивна ергономија, која што у 2023 веќе ние знаеме дека не е баш некое сериозно решение. Че не постои позиција во која што ние може да се поставиме 8 сати и да ни е супер позицијата. Така е. Значи тоа е од старт мит и ние мораме повеќе да работиме, како што кажал и колегата Бојан, значи на движење. Sitting disease се вика заради тоа што не влијае само на мускулоскелетен систем, влијае и на метаболичен систем и генерално целото тело не страда у процесот на седење. Сега како да се најде тој баланс ме прашат? Да се најде тој баланс денес е многу тешко. Значи ние мораме да имаме флексибилност во самата канцеларија за да менуваме позиции, да имаме простор од страна на претпоставените, да се истегаме, да користиме вежби и движења кои што ќе ни помогнат у текот на денот. И тоа не само за да немаме болки, многу често помагаат и за расонување, генерално поголема продуктивност. Че не можеме ние да избегнеме дека од движење сме малце поразбудени и попродуктивни. Кога седиме цел ден, знаеме и сами, се заспиваме, па ќе стигнеме во фаза, ќе се потпреме на рака, па работиме со една рака, едното око ни е во сон и слично. А дали, мислам, спомна дека ергономија многу поише користат компаниите за мебел. Постојат ли вистински ергономски столици? И што еве кога ни продаваат можеби компаниите оваа ергономска столица, што тоа подразбира? Што е ергономска столица и дали вистински ергономска столица, затоа што ти ако поминеш 12 сати на таа ергономска столица, онда не е ергономска, веќе Тука е интересното прашање, зашто е стандардно, парадоксално прашање. Не можеме ние да седиме 8 сати без да имаме некаква мака у таа позиција, што значи дека столчето у реални случаи не може да е ергономско. Меѓутоа ергономски столчиња понавека ги нарекуваме оние кои што дозволуваат голема бројка на позиции. Значи да можеме да подесиме лумбален дел, цервикален и слично. Меѓутоа тоа го имам и на работилниците зборано, значи столчето е правено по некој стандард. Тој стандард нема да е исти за било која особа, без разлика на бројот на позиции на поместување.
многу често тие додавките како лумбални перничиња, цервикални перничиња, не ставаат во позиции кои што се дури и понеповолни од обични столчиња. И многу почесто кога луѓе бараат решение, без разлика дали станува збор, се фатевме во моментов за столче, меѓутоа без разлика дали станува збор за столче или анатомска перница, многу почесто луѓето си ја зголемуваат болката после купување на таков тип на мебел, наместо да си помогнат на проблемот кој што го имале. Така да технички не би можел да одговорам дали постои ергономско столче и кој би било добро ергономско столче. Идеално тоа би било тоа кој што најмалце притисок ни дава додека седиме подолг период. Тоа може да биде и наједноставно столче. Не мора да е од произведувачот обележано како баш ергономско. Јасно. Од работилниците, она што мене ми останато онака како 3 работи кои што ми звонат секогаш и ќе ми кажеш дали ако бираме топ 3 чекори за да си помогнеме да имаме поправилно седење ергономско, тоа што ја го запамтив е брейс моментот, односно правилно седнување. Запамтив секогаш грбот да е во контакт со целата површина на столицата, да нема празнини помеѓу потпирачот на столицата и грбот. Така. И запамтив стапалата да ти се секогаш на земја. Да. Дали можеби тоа се трите наједноставни чекори за добра ергономија или ти можеби би извадил некој од тие, би додал нешто друго? Не, тоа е убава сумација на 3 чекори за да запазиме целосна ергономија во седење. Меѓутоа првиот чекор ни е веќе активна ергономија, а другите 2 ни се пасивна. Јасно. Брейсинг секвенцата ќе ни спречи било кој тип на седење кој што можеби во глава ни изгледа дека е лошо, да биде лоша. Тоа е убаво и што го спомна, зашто тие 3 постулати како такви се убав начин за да превенираме околу 80% од притисоците кои што ги чувствуваме во грбот во текот на денот. Јасно. За другите 20% нормално треба Чисто и да можеш движиме. да објасниш што е брейсинг секвенцата, да нема, знаеш, Така. што ќе се спрашуваат сигурно луѓе, што е сега правилно седнување и брейсинг. Супер прашање е тоа, зашто брейсинг секвенца е термин кој што го користи дел од литературата, а други литератури го користат различно. Значи брейсинг секвенцата се јавува и во активности како јога, само на различен начин е презентирана. Се јавува и во фитнесот пред кревање, во кое што викаме да го стегнеме јадрото, слични терминологии. Брейсинг секвенцата е популаризирана од Кели Старет и Глен Кордоза во една книгичка што се викаше Becoming a Supple Leopard, што ја препорачувам на секој атлета, зашто е за домашни услови first aid. Значи, кога да имаме болка, можеме да се отвориме и да видиме без да сме замарани од делот на науката позади тоа. А таму брейсинг секвенцата е многу убаво опишана, односно е објаснет процесот на станување и седнување со интенција, односно затегање на абдоминалните мускули пред моментот на седнување. За тоа да можеме успешно да го направиме, прво треба да станеме, да не сме седнати како што по навика си се фрламе на столче. Откако стануваме, нозете си ги затегнуваме цврсто према земјата, го стегнуваме задникот, рамениците ги враќаме на линија со ушите, брадата ја враќаме малку за да ни дојде исто така во линија со телото, земаме длабок воздух во горен абдомен и седнуваме. Со тоа, абдоминалните мускули од внатрешна страна остануваат затегнати и притисокот кој што го чувствуваме во седечка позиција е еднакво распределен измеѓу грбот и стомачните мускули. Значи, на тој начин, бар на некој начин си помагаме да не даваме толкав притисок во текот на денот. И кога имаме постоечка болка, тоа треба да ни е постулат кој што го следиме при секое седнување. А после некој време процесот би требало да е автоматски. Односно да не размислуваме, туку така да седнуваме. Океј. Сега ќе преминеме на друга тема од твојата експертиза, тоа се вежбањето и повреди. По тебе, кои луѓе најмногу се повредуваат? Почетници, луѓе кои што мислат дека знаат се, веќе подолго време вежбаат, или спортисти, професионалци? Во принцип, мислам дека еднакво се повредуваат веќе сите, со тоа што лицата кои што мислат дека знаат се, како што ги спомна во втората категорија, се лица кои што успешно превенираат долг период на рехабилитација, односно они кои успеат со болка да живеат долго време пред воопшто да решат да го средат тој проблем. Кај почетници атлети, бидејќи кај почетници им влијае на самиот квалитет на живот, првото појавување на болка при вежбање, или кај атлети, кај што им влијае перформансото тоа, побрзо решаваат да ги средат тие повреди. А повредите мислам дека еднакво се јавуваат кај сите, зашто генерално не можеме да ги предвидиме сите повреди. Од различен тип би биле тие кои што се јавуваат кај почетници, тие кои што се јавуваат кај лица кои што се
долго во процесот, меѓутоа малце несвесно и кај професионални атлети. Дали за вторава категорија кои што мислат да знаат се, тоа што кажа, они и да почувствуваат болка, ќе компензираат со тоа што можеби нема да вежбаат одредена вежба или ќе се постават поразлично на вежбата само за да не ги боли, ама ќе продолжат да буткаат и да силуваат. Да, тоа е најчесто како решаваат да си го анулираат проблемот, би рекол, бидејќи не го елиминираат. Само успеваат да најдат позиции во кои што не ги боли, избегнуваат движења во кои што ги боли, а многу често тоа се движења кои што се сосема функционални. Значи најчесто кога имаме болка кај втората категорија што ја спомнавме, многу често станува збор за неизведување на движења од типот на чучњеви, од типот на подигнување од земја, отпор и слично, што се во принципи најфункционалните движења. Кои се најфункционалните чучања? Не мора конкретно да се фатиме за чучање и подигнување од земја, меѓутоа тоа се позиции кои што ги имаме ние секој ден. Значи функционално како термин значи само движење кое што ние во реална функција во тек на секојдневен живот. Чучнувањето мора да не биде такво, подигнување на отпор од земја мора, па макар и на аеродром куфери да креваме. Да. Значи тоа е реална ситуација која што се јавува во тек на секој ден. Истото и чекорите заради болки во колена многу често ги избегнуваат луѓе. А тоа е убав начин само да се научиме како да го реплицираме движењето при качување, при скали, дали качување или симнување и слично. И најчесто тие движења кои што се најфункционални се избегнати од тие лица кои што можат да го избегнат тој процес преку изолација на мускулите. Што не бираат движења кои што им се полесни, изолациони и успеваат да си дадат отпор за да се чувствуваат силно или да изгледаат убаво, кој е целта. Меѓутоа го избегнуваат функционалниот дел на функционирање без болка. Добро, и што е цената што ќе ја платат подоцна? Па нема некоја посериозна цена дека ќе ја платат заради избегнувањето, едноставно самите себе ќе се чувствуваат лошо целиот тој период. Они цела година ќе ја живеат со болка. Многу често луѓе кои што живеат со болка, тоа што го земаме како реалност е дека се решаваат да се третираат со медикаментозна терапија. Значи дали земање на лекарства за болка, дали земање на одредени антиинфламаторни супстанции, бидејќи сега маркетот е преполн со супстанции кои што тврдат дека ќе ни намалат болка, или бирање на некои недокажани модалитети од физикалната терапија, односно недокажани е малце лошо да кажам, кој ќе би рекол со помалку докази дека би работеле во тие случаи. И многу повеќе се води на таа пасивна методика на решавање на проблемот, отколку директно насочување. Ова ме боли, сега треба да го решам за да продолжам да сум посилен и да можем да функционирам на начин на кој што ќе ми биде оптимално. Почетниците, која е нивната најчеста причина за повреди? Дали можеби се работи за немање трпение да ја научи техниката на одредени движења или можеби се работи за тоа што пребрзо сакаат да се пофалат дека одредена килажа ја совладале? Комбинација од двете. Комбинација? Да, зашто сите сакаат многу брзо да прогредираат, меѓутоа за прогресот треба време. Како сите што знаеме, кои што сме биле долго во сферава, мускулот не расте преку вечер. А тоа има најчестата цел на луѓе кои што почнуваат со вежбање и кои што стигнале до повреда преку вежбање. Пошто тука е убаво би било да ги одвоиме двете категории на почетници што се повредени. Некои имале постоечка повреда, која што од старт дошле да ја решаваат па почнале со фитнес, додека пак другите у процес на вежбање се повредиле. Тие кои што во процес на вежбање се повредиле, многу почесто би се должало на причината пребрз раст, дека сакаат или некакви пребрзи резултати, или од време на време се случува и да имаат добиено грешен совет од некој од нивната околина. Дека не секогаш луѓе земаат совети директно од професионалци или тренери, многу често земаат од нивни пријатели или луѓе кои што ги гледаат, кои што достигнале некаков успех претходно. Што не е секогаш, пак ќе кажам, најпаметниот начин да го слушаме тоа што ќе ни го каже другиот. И убаво би било да сакаме да се информираме за точно зашто го чувствуваме тоа што го чувствуваме. Да, и на крај на денот тугиот успех и тугиот процес не значи дека ќе биде идентичен со мојот. Знаеш, ја имам своја историја, свои слаби точки, карики, свои цели, килажа со која што почнувам моментално на моето тело, искривување и така натаму, така да тоа апсолутно го разбирам. А што кога ќе дојде на пример човек кој што е комплетно почетник и доаѓа и сака да каже слушај, сакам физички да бидам активен. Што ти му препорачуваш на еден таков на личност која што нема можеби у моментов повреди и некоја болка да ја носи со себе, ама не бил физички активен
има седечка работа и сака да почне да е свесна личност, така сваќа дека движењето и физичката активност ќе му помогне секојдневието и сака да рече, окей, почнувам со вежбање. Како изгледа процесот? Што прво учите со еден таков вежбач? Така, ова е многу добро прашање, зашто ова е делот кој што најголем дел од почетниците сакаат да го избегнат. Че првиот дел од почнување на вежбање треба да биде една мала фаза на тестирање на можностите на индивидуата пред тренажниот процес. Односно, идеално, ние би требале да знаеме која е неговата првично здравствено, која е крвната слика, како изгледа неговата крвна слика, за да знаеме да немаме никакви коморбидитети, дали има некој проблем во однос на генералното здравје и доколку нема, можеме да се префрлиме према тестирање на категориите што не се важни за физичка активност. Тоа од старт, нели, би било тестови за флексибилност и мобилност, чисто за да видиме опсегот на зглобовите и опсегот на движење на мускулите каков е на личноста. Стабилизација на срцевата рата, односно да видиме колку брзо стабилизира помеѓу два пулса кои што би му биле идеално измеѓу третата кардиоваскуларна и втората кардиоваскуларна Што зона. значи тоа? Тоа Трета и втора? Тоа генерално ќе биде индивидуално кај секој човек, по навика, по правило си го рачунаме како 220 минус возраста, за да стигнеме до првата црвена зона. Тоа е трета? Тоа би било четврта зона. Аха. Малце е покомплицирано за објаснување. Добра. Нормално во тек на подкаст, зашто ќе треба индивидуално да објаснуваме како се мери кај секој, меѓутоа идеално секој би требало да знае дали стабилизира одредена количина на пулсови отчукувања во една минута. Доколку стабилизацијата е прелоша, првиот фокус би бил да не го умориме кардиоваскуларно, односно да не трошиме голем дел од срцевиот мускул за активација. Нас целта не е да станеме поздрави, не е целта да трошиме еден орган за друг. Че не е целта компензација. Значи стабилизација сакаш да кажеш дека е така кога ќе дојде пулсот во втора или трета зона, така кој ќе се покачи посериозно, колку брзо ќе се смири и ќе се врати. Да, тоа ни е многу по А што е причината ако е бавно враќањето и стабилизацијата? Бавното враќање по навика ни означува слаба работа на срцето. Слаба работа на срцето не значи дека имаш проблем не, здравствен, не. апсолутно. Не мора да значи дека имаме здравствен проблем, меѓутоа ни значи дека треба да имаме малце поголема пазливост во однос на дозирањето на вежбите и дозирањето на паузите. Односно не можеме да тераме со особа која што има ниска рата на стабилизација, тренинзи кои што ќе се со висок интензитет, тренинзи кои што ќе го држат многу долго во трета или четврта зона. Значи пробуваме да избегнеме било која активација која што би ни била штетна. Јасно. Во процес на вежбање по навика пробуваме да се направиме позитивни адаптации, позитивни промени. Меѓутоа многу внимателно кај почетниците мора да внимаваме да не го направиме тоа на цена на некоја друга здравствена состојба. Односно не смееме да влошуваме една ствар за цена на другата. Сега покрај флексибилност, мобилност и стабилизација, јас исто така би препорачал и генерален тест за функционални движења, односно начинот на кој што чучнуваме, начинот на кој што подигнуваме отпор од земја, начинот на кој што повлекуваме килажа према нас или одбиваме килажа према нас. Тоа се сите механики кои што ќе ни дадат бар никаква слика за како можеме да го дозираме отпорот. Многу често би требало ние повеќе време да посветиме баш во таа нулта фаза, за да научиме идеална позиција на клекнување пред да дадеме отпор за чучњење. Многу често кај нас гледам дека почетници не го прават тоа, имаат видено вежби од интернет и решиле прв ден доаѓање во теретана, шипка на грб, чучњеви со шипка, а позицијата не е нити блиску до идеална. Значи не го прошле процесот на стандардно учење на движењето пред да му додадат отпор. Јасно. Кога сме повторно кај вежбање, што е, да речеме, кои се еве поминува нели фазава на детекција на новата личност? Дали ја прашуваш личноста што е твоја цел или можеби ти му кажуваш слушај, ние прво мора да работиме на ова, па кога ќе дојдеме до одредена точка, не знам која е таа точка, еве ќе ни кажеш, тогаш може да разговараме за одење кон некаква цел. Дали има и таква меѓуфаза? Да, меѓуфаза мора да постои, зашто ако немаме, како што спомнавме претходно, ако позициите за отпор не се идеални, односно ние не можеме идеално да клекнеме, идеално да бутнеме отпор или повлечеме, било која цел што би ја имал клиентот поставена на почеток, малце ќе треба да ја одложиме до фаза додека ние не научиме механички како движи телото без да го повредиме. Откако ќе научиме како можеме да се справуваме со отпор без да си предизвикаме повреда на сопствениот систем, зборам механички да не си предизвикаме повреда,
тогаш веќе можеме да дискутираме за цели. Бидејќи отпор по навика која ќе спомнам, луѓе мислат директно на килажи. Бенч. Меѓутоа отпор е и брзина, отпор е и број на повторувања во текот на изведување на една вежба. Отпорот можеме да го дозираме на различни начини, не е секојаш тежина. И зависно од целта на клиентот, некојаш стварно ќе треба да се одложи тој процес на работа кон неговата цел, само за да стигнеме до безбедна позиција за работа. Дали учите дишење со почетник? Да, значи дишење мора да се учи со било кој, не само со почетници. Точно, и мислам и јас сум во таа група на луѓе кои што порано дишењето, знаеш, нели ти кога влечеш или кога буткаш отпор или нели кога земаш од земја, знаеш, у моментот на повлекување или буткање на отпорот престануваш да дишиш за да го нели као да даеш максимален напор, па после дури издишуваш. Зошто е важно да имаш правилно дишење и кој е ризикот по здравјето и по телото од неправилно дишење? Така, во принцип, бидејќи станува збор за вежбања, тоа што го дискутираме во моментов, само се ставаме во поекстремна позиција од тоа што го дискутиравме за седењето. Ако имаме неправилно дишење, технички грбот ќе го презема отпорот наместо да го поделиме отпорот помеѓу абдоминалната празнина и грбот во текот на движењата. Тоа е првата причина заради која што механички би морале ние да дишеме правилно во правилен дел од движењето. А втората причина стандардно би било пристапот на кислород во одреден аспект на движењето, односно нормално е дека ни треба поголема количина на кислород во мускулите и во телото, кога е килажата блиска до точката од кај што треба да почнеме да буткаме, бенч на пример, или точката кај што треба да влечеме лат машина или пулап, било што. Значи, дали издишувањето е секогаш во фаза на избуткување? Окей. Да. Значи во фаза на мускулна контракција, а во фаза на стабилизација, односно кога враќаме споро килажата, е фаза во која што се фокусираме на долго земање на воздух. Че земањето на воздух и испуштањето во тек на тренажен процес мора да е контролирано и не смее да се оставиме на автоматизиран процес на брзо вдишување и брзо издишување. Исто така, многу важно е на оваа тема да спомнам дека за вежбите за мобилност, кои што од една страна истражуваат една крајност на движењето како екстензија, од друга флексија, зависно од тоа кога вдишуваме или издишуваме, можеме истата вежба за различна намена да ја искористиме. Убав пример за тоа би била стандардната допирање на прсти кон земја, односно ако не е испуштен воздухот, многу поголем дел од движењето во долна позиција, многу поголем дел од движењето би бил на задната ложа, а доколку земеме воздух, многу голем дел би бил на долниот грб. И зависно од целта на изведувањето, ние можеме и на тој начин да го контролираме дишењето како отпор у наводници. Јасно. Иван, ќе се вратам наназад пак со работа, па пак ќе се вратиме на вежбање. После пандемијава многу луѓе се одлучија да продолжат да работат од дома и постои ли разлика, и знам дека истражуваш и читаш и цело време консумираш информации, постои ли разлика во тоа дека лица кои што можеби работат од дома имаат дополнително поизразен ризик за повреди, за постурални проблеми од лицата кои што одлучуваат да одат во канцеларија? Има ли некоја разлика во тоа? Така, статистички во оваа точка не можеме да знаеме, зашто голем дел од тоа е self-reported, односно голем дел од луѓето кои што се дома не го пријавуваат тоа како проблем. Меѓутоа, анекдотално, со клиентите со кои што работиме, мнозинство од нив кои што работат од дома имаат поголем проблем со решавање на сопствената болка и многу поголем дел од нив имаат проблем со позиционирање во текот на денот заради неидеални услови во нормално во дома. Така е. Првично дел може да се должи на тоа дека работат на лаптоп, од седнати позиции, пробуваат да избегнат било каква активација на телото од станување до точка додека не завршат на работа. Откако ќе завршат на работа, лаптопот на страна и може да почне денот. Тоа е нормално пролонгирање на процесот на лежење, што е уште по да, ама дома исто што кажуваш секогаш поверојатно дека ќе се лупнеш и на кауч да работиш у некои позиции што се тотално не удобноста не секогаш значи дека правилно седиме. Значи нас може да ни удобно и во најчудните позиции, тоа го користиме во домашни услови зашто нема втора, трета, четврта особа во просторијата за да не суди на начинот на кој што седиме. И многу често бираме позиции кои што нормално во канцелариски услови не би ни помислиле нозе да качиме на биро или слично.
А во домашни услови луѓе си го прават тоа, без разлика на тоа што станува збор некогаш и за луѓе кои што имаат постоечки повреди. Тешко е да се тргнеме од тоа ниво на комфорт што ни го нуди домот за да правиме такви движења и екзибиции. Јасно. А што е размислувањето твое за вежбање од дома? Значи, сега зборуваме, нели, ако човек има знаење, поминал процес и така натаму, сигурно, нели, не би требало да има некоја посебна разлика. Може би само ќе биде разлика тоа што ќе нема доволно справи, може би ќе не може да додава големи тежини, товари, да фрла и така натаму да скока Така. од техничка природа, но јас повеќе прашањето го насочувам за луѓе кои што еве, може би се почетници, не знаат многу да вежбаат. Што е твоето мислење за вежбање од дома и дали еве дури вежбање од дома под надзор на тренер кој што во живо те прати може да го компензира персоналниот пристап од тоа во живо со некого да си во сала заедно. Па благодарение на технологија мислам дека денес и може 90% Си имал искуства ти онлайн да водиш некого? Да, водиме и активно онлайн неколку клиенти кои што со години се работиме на исти принцип. Некогаш тоа се однесува со живи сесии дали на Viber, Zoom, било која апликација која што дозволува лайв видеочат, или често се случува и на праќање на видеа со исследување на форма, зависно од потребата на клиентот. И сега за почетници, убаво би било во таа фаза да почнеме пак со некоја нулта точка, што значи дека дури и да тргнат од дома да вежбаат, мора да има некакво ниво на надзор за да видиме дали движењата се изведуваат правилно. Они секако дека може да вежбаат од дома, и мнозинство од луѓето може дури да продолжат до крај на животот дома да се вежбаат и да не стапнат во сала и тоа да има еднаков бенефит како да биле во фитнес центри цел живот. Проблемот тука што се јавува, што најчесто луѓе се жалат во домашни услови, е дека или брзо им досадува, или брзо им одзема внимание нешто друго. Многу често го слушаме стандардниот разговор, почнав да вежбам од дома, ама каучот ми е преблиску. И на пола вежбање знаат да се откажат, да се седнат, да се пуштат серија и толку тренингот. Доколку дисциплината не е проблем, дома имаме секакви услови, доколку имаме 2 метри квадратни, имаме услови да вежбаме ефективно и ефикасно. Јасно. Ја спомна дека на почетник му нели кога ќе дојде кај вас почетник, гледате и која е неговата флексибилност и мобилност. Да. Што е разликата помеѓу еве флексибилност, мобилност и исто многу чести термини кои што се среќаваат и денеска нели медиумски се, не знам, сила, кондиција. Можеш ли на кратко еве чисто да кажеш што е нивното значење и дали има најважно? Најважно технички нема, зашто ќе зависи од потреба и ќе зависи нормално дали станува збор Јасно. за рекреативец или атлета. Флексибилност и мобилност најлесно се објаснуваат кроз објаснувањето дека флексибилноста се однесува на позиција која што може да ја добиеме со помош на друга особа или со помош на машина, ластик, отпор. Мобилност е способноста сами да го доведеме телото во одредена позиција. Што значи флексибилност би било повеќе тегнења и стегнувања, додека пак мобилност би било раздвижување. Добро. И можно ли е да имаш добра мобилност, а лоша флексибилност и обратно или генерално се право пропорционални, како немаш и мобилност, немаш и некоја флексибилност? Почесто е обратното. Многу често гледаме луѓе кои што имаат доволна мобилност, меѓутоа не доволна флексибилност. Аха. Доволна збориме за нивните функционални акции. Флексибилноста може да им биде субоптимална, меѓутоа они да немаат никаков нити ризик, нити проблем. И многу често кога зборуваме на овие теми се наоѓаат баш главни аспекти на фитнес, многу често сакаат да дискутираат колеги. Меѓутоа флексибилноста не е потребна за сите и не е потребна за сите атлети. Јасно. Потребно е доволно задоволително ниво на флексибилност за ние да можеме без болка да функционираме. Се на тоа би го оставил како желба на индивидуата или во корелација со активностите кои што ги има во тек на ден. Трчачи, Така. на пример, немаат потреба од огромни екскурзии на нивната флексибилност, значи луѓе кои што се занимаваат со маратонско трчање, нивната флексибилност треба да е доволна за тие позиции во кои што влагаат во нивниот спорт. Некој кој што се занимава со гимнастика или поекстремни спортови, нормално дека ќе му зависат и флексибилноста и мобилноста. Така, и кај наш мажите е поизразено така да имаш мобилност, а на флексибилност сме покрути, верувам кај девојките е поразлично, пошто и нели физиолошки сме поразлично изградени. Мажите во принцип и секогаш имаат малце помал проблем малце поголем проблем, со флексибилноста,
Ама што се однесува до мобилност, мислам дека сме 50-50. Мислам, во однос на мобилноста, девојките имаат од старт некоја ситна предност поради нормално, како што спомна, различните биолошки разлики и морфолошки разлики. Меѓутоа, кога станува збор за изведување на позиции кои што се малце попредизвикувачки од стандардот, грубо се соочуваме со истата проблематика и кај мажи и кај жени. Јасно. Второ го спомнав сила и кондиција. Не знам дали заборавам уште некој... Па технички тука можеме да ги раздвоиме на стандардните категории. Сила, издржливост, кондиционирање, баланс и стабилизација ни останаа како поглавни категории. Добро. Од кој што силата се однесува на грубата способност да кренеме одреден отпор. Океј. Издржливоста се однесува на колку можеме да поднесеме кревање на отпор во тек на временска рамка. Колку повторувања? Колку пати или која количина на отпор можеме да предизвикаме во одредена временска секвенца, односно во една минута колку отпор можеме да поместиме. Океј. Тоа е еден начин на мерење на издржливоста, иако можеме да мериме кардиореспираторно и кардиоваскуларно на други начини. Балансот и стабилизацијата се двете категории што најчесто луѓе си ги мешаат. Значи баланс е способноста да одржиме позиција на една фокална точка, ама статична позиција. Стабилизација се однесува на менување на позиции со една фокална точка, каде што имаме дали екстерно некаков напор кој што пробува да не фрли надвор од баланс или ние самите изведуваме движења за да искочиме надвор од точката на баланс. Така најлесно би ги објаснил овие 4 категории со кои што се среќаваме, а после тоа можеме да ги разграничиме и на... И треба човек, например, подеднакво да работи на сите 4 или повторно е тоа од зависност од... Зборувам, знаеш, јас се повеќе зборувам од рекреативен аспект. Така, Човек кој што сака да има функционално движење, здраво движење, да едноставно телото му е подготвено за... Така, значи идеално би требало да има бар некое оптимално нулта ниво достигнато на овие категории. Значи не можеме ние да фокусираме сила доколку балансот е ужасен. Многу често тоа се случува и многу често тоа е проблемот за долготрајно кај таа категорија на луѓе кои што вежбаат, меѓутоа не се баш сигурни во сопствените. Што значи тоа у практичен пример да тие балансот ужасен, еве која е вежбата која што нели сакаш да имаш килажа да бутнеш или да кренеш, било што да повлечеш, а балансот ти е крш. Па многу често е за добар пример ќе ги дадам атлетите кои што се во перформирачки спортови. Значи многу често гледаме кошаркари кои што можат да подигнат 100-150 кила на чучњеви, меѓутоа да им дадеме вежба на една нога стоење, во која што ќе треба да придвижат отпор од горе до доле, они веќе губат стабилизација. А самата стабилизација им е поважен аспект во нивниот спорт отколку силата. Силата во баскет е занемарлива во однос на колку често они се наоѓаат во позиција на една нога. Дури секој сфрлање пред коша на една нога. А таа категорија останува запоставена. Така да за било која особа би требало бар некое базично ниво да имаме за тие категории ако сакаме да правиме различни активности. Ние дури во зима сакаме некеме балансот и стабилизацијата ни се потребни заради мразот. Значи ние за едно стандардно лизгање можеме да жртвуваме 2 години вежбање ако не сме спремни со коленото да преземеме позиција која што е малце повеќе експлозивна, динамичка и ни бара стабилизација. Да, добар пример. А дали може човек дома еве да вежба некој не знам, или не дали туку може, туку треба ли ако дури е и физички активен, да има можеби ритуал на корективни вежби или стречинг во домашни услови, барем, не знам, дел од денот на будење или кога и да е најдобро. Тоа во принцип е нешто кое што дури и религии пробувале да го вметнат во сопствени ставки, значи што аюрведата навака е предпоставено дека секоја особа мора да пројде одреден опсек на движење кроз денот за да се чувствува добро. Тоа по навика го сведуваат, како што реков, некојаш на ниво на религија, меѓутоа денес е сведено на ниво на базична наука. Така односно ние веќе знаеме дека со задржување на опсек на движење, односно проаѓање на целиот опсек на движење, секој ден си овозможуваме да не изгубиме од флексибилноста и мобилноста во најмала рака. А другите категории постепено ако си ги вметнуваме дури еднаш неделно ќе ги подобриме. Работите во Moves често се среќаваат и луѓе во повозрасни години, што е за поздрав. И тоа знаеш покажува дека еве и кај тие генерации има случаи на луѓе кои што се свесни за своето здравје и дали постои, да речеме, точка во животот и возраст од која што, на пример,
ти не најпластично да го објаснам. Не си вежбал до својата 60-та година, си немал време, си имал изговори и слично, и почнуваш после твојата 60-та година да вежбаш. Дали важи некое правило дека веќе е доцна, џабе почнуваш, или апсолутно е тоа? Никогаш не е доцна? За вежбање никогаш не е доцна и дури многу е поинтересно што кај постарите лица многу побрзо стигаме до точка на прогрес. Че ние Озбилно, зошто? Зошто е тоа така? првично зашто Се никој поваспитани, послушаат или Повеќе физиолошки слушаат, точно. има некој... ама и стандардно побрзо разбираат зашто тоа им е важно во секојдневен живот. Значи по навика со возраста кај лица кои што не вежбале, а решиле да вежбаат, станува збор за слабост, чувствување на слабост Да. и слично, што откако ќе почнат со вежбање, многу брзо им дават чувство на сигурност, се осеќаат веќе сигурни во сопствените движења и тоа ниво на прогрес кај нив е доволно за они да многу брзо влезат во шемата на вежбање, односно многу брзо се натеруваат самите себе се да доаѓаат се почесто и почесто на тренинзи. Така, и предпоставувам ја немаат потребата нели да ме видат да го направам тело. Ја пошто имаат тоа- се уште. А, ја имаат? Да, значи тоа не се луѓе кои што се спремни за пензија. Никој не треба да е спремен за откажување од да не ме видат други луѓе. А, Дури браво. многу често станува збор за парови кои што меѓу себе се прават компетиција, кои ќе може повеќе да изведе, како пензионерски пар кој што се обидува да се надмине еден со друг. И тоа е многу за почит, зашто ние гледаме лица како доаѓаат и 45 минути на своја рака, кај што ние не сме ги натерале, си прават мала компетиција во однос на искачување на некој наги. Мгм. И тоа е секогаш позитивно да се види дека Браво. се мотивираат преку движење, наспроти преку седење дома и нервирање. Точно е. Другава генерација е Gen Z. Нешто што многу често се јавува кај таа генерација е знаеш, оние најосновни симптоми на нарушено ментално здравје, анксиозност, депресивност, и тие две би ги извоил како анксиозноста е многу присутна, панични напади и слично. Дали доаѓаат луѓе од младите генерации исклучиво ради тоа што може би осеќаат нарушување на менталното здравје, па ти викаат Иван, сакам да почнам да вежбам бидејќи не се чувствувам ментално здраво. И дали еве од каде е тогаш како тогаш почнувате кога од таква причина некој доаѓа кај тебе? Кога доаѓа некој од причина за стандардно Или не се нафаќаш да Не, секогаш се нафаќаме да помогнеме. Океј. Првично заради тоа што имаме и контакт со психолози со кои што можеме да ги насочиме доколку станува збор за некоја ситуација која што веќе би била повеќе за на психолог отколку што би била за генерално решавање на животниот стил. Многу често дел од тие депресии и анксиозности кои што се јавуваат кај луѓето се јавуваат од интерни причини кои што само они си ги знаат, меѓутоа блага физичка активација им ги подобрува симптомите. Често кај најмладите тие конкретни диагностики не можеме директно да ги таргетираме. Затоа стварно треба многу разговор, многу време. Тоа што ние можеме да им направиме е некоја безбедна атмосфера во која што они ќе имаат прогрес и ќе почнат да се чувствуваат добро према своето тело. Откако ќе почнат да се чувствуваат добро према своето тело, голем дел од младиве се приметува како дури самите себе добиваат самодоверба и полека решаваат да се соочат со проблемите кои што можеби до вчера би ги избегнале. Ние можеби нема секогаш да можеме директно да влијаеме на тие заболувања, меѓутоа ќе можеме директно да им помогнеме да се чувствуваат малце побезбедно во сопственото тело и малце повеќе да имаат самодоверба да ги решат тие проблеми. Океј, и кога сме кај млади, затоа што младите некогаш најчесто си поставуваат некои нереалистични цели од кои што подоцна се фрустрираат. Кој е твојот совет кога се работи за да си поставиш цел? Дали можеби целта треба да ти биде да се фокусираш на бројка, на вага или килажа или што и да е, или можеби треба целта да ти биде не знам, во една година да стигнам до да можам да повторување да направам, да сум помобилен или било како е. Дали популаризираш цели кои што се врзуваат за одредена бројка? И дали се обидуваш да ги смениш размислувањата на твоите клиенти кога се работи, јас сакам ова, не, слушај, не ти треба тоа, ова ти е многу подобро.
Тука во принцип станува збор за апстрактни цели и реални цели. Апстрактна цел е да имам одредена бројка на килажа на вага и апстрактна цел е да изгледам поубаво. Поубаво ќе се изгледаме оние кои што веќе се долго во фитнес и стигнале до некоја форма на која што мнозинство од луѓето им завидува и самите знаат дека дури во таа точка не се осеќаат оние дека стигнале до оптимално како они би сакале да изгледаат. Така да тоа би го нарекол нереалистична цел. Пореалистично би било како што спомна да се фокусираме на одредена активност, значи да можам да истрчам полумаратон. Еве не мора да е полумаратон, 5 километри. Да можам да подигнам одредена килажа која што ми е секојдневија, не сум можел до вчера. Да можам да се фокусирам на правење одредена активност како играње тенис или баскет поефикасно. Кој што може комотно да е од рекреативен аспект. Не мора секогаш да гледам од аспект на професионалец. Некогаш сакате да се соберете 6 другари да играте баскет и да си подобар од другите. Тоа е пореалистична цел за достигнување, отколку некои идеали кои што ќе си ги создадеме во глава, па после тоа никогаш и никако нема да ги достигнам. И фрустрации ќе раѓаат Само цело фрустрации. време и секогаш ќе биде чекај, програмата ми е проблематична, тренерот е, чекај ќе го сменам, а ова е ми звучи добро, ќе го допреме и тоа со технологиите за кратко. И во контекст еве на ова, таква личност најчесто ќе се повреди, најверојатно ќе се повреди или ќе си нанесе некоја болка. Дали можеби ќе се повреди душевно со тоа што ќе се фрустрира или можеби ќе се повреди физички, нели ќе си направи некоја физичка повреда? Како што ти советуваш кога човек ќе зборуваме за физичка повреда? Рехабилитацијата, дали значи санирање само на повредата и избегнување на одредени движења во иднина за да не се врати истата повреда, или рехабилитацијата значи санирање на повредата и осигурување дека ќе можеш да обавуваш се во животот најнормално и нема да се врати повредата? Идеално рехабилитацијата не завршува каде што се повлекува повредата, туку рехабилитацијата почнува каде што завршува повредата. Односно, ние пробуваме да вратиме нормален опсек на функционирање на ткиво, а после тоа да го зајакнеме до капацитет до кој што претходно не било. Зашто многу почесто при повреди ткивото не било спремно за одреденото движење. Односно, рехабилитацијата ние ја тираме до фаза до која што не сме поспремни откако ќе се вратиме од рехабилитација, него што сме биле пред да дојдеме. Независно дали станува збор за лимитирачка повреда, трауматска во која што сме паднале, имало удар, ние пак треба да целиме кон тоа кроз процесот на рехабилитација, не само да превенираме таа повреда во иднина, туку да се спремиме за сите следни можни повреди. Океј. Повредите многу често и доаѓаат од лоши информации, затоа што луѓе ќе слуша некој човек кој што изгледа добро, нели тоа дава некаков кредибилитет, најчесто интернетот и новите технологии ни сервираат различни информации и мисконцепции и така натаму. И личност следи можеби одреден инфлуенсер кој што изгледа добро, физикус одличен и така натаму и ги следи неговите совети. Знам дека те фрустрираат тебе тие работи, ти сметаат во етерот понекогаш. Како човек да препознае погрешна информација во сегментот на вежбање, фитнес, здравје, исхрана, откаде или можеби откаде да ги црпат информациите најчесто за да се сигурни дека се релевантни тие информации, затоа што младиот човек најчесто е на YouTube, на TikTok, на Instagram Reels и и тоа што ќе го види ако е од човек кој што изгледа добро, физику, све, најверојатно ова е релевантно. Тоа го конзумира тоа кое што му се допаѓа на око. Да. Меѓутоа тука иде исто и проблемот на последниот дел од прашањето, би се осврнал од каде да добиваат точни информации. Тешко е и на инфлуенсери да им се верува, меѓутоа тешко е да се верува на сопствениот мозок кога чита апстракти без да знае како да ги чита. Че имаме голем дел од луѓето кои што во обид да дојдат до знаење почнуваат да читаат студии. Меѓутоа читање на студија е исто така добар извор на грешно информирање. Треба да си едуциран за како да читаш научна студија, веројатно. Многу нормално. Бидејќи ние имаме две диаметрално различни студии кои што можеме да ги прочитаме во опсек од 5 минути и ние ќе решиме која од тие студии нас ни се допаѓа или која ни делува дека имало статистички поголема шанса за успех. Така да дури од старт пристапот до информации се однесува до самата заинтересираност на темата,
на особата за да знае да ги препознае точните од грешните информации, а тоа е долг процес на едукација. Добро, а еве на пример, види, стварно е долг процес и пошто и мене, знаеш, имам љубопитност кон такви работи. Еве поинаку ќе го поставам прашањето, односно кои ти канали, лица, професионалци, доктори, било што, би ги препорачал и ги следиш за луѓето, ме разбираш, да не мора можеби да се едуцира за тоа како да чита одредена научна студија, туку да отиде на место на кое што ќе добие, знаеш, ќе го добие заклучокот и насоките, ама вистинските. Кои се тие канали и луѓе кои што ти би ги препорачал? Така, затоа и викам дека тоа ми е тешко да го одговорам, зашто од една страна следам толку многу канали на информации, што голем дел од нив ги земам дури и самиот без разлика на тоа што ги следам со години со резерва. Голем дел од експертите кои што биле во некоја фаза многу релевантни и многу точни, по пат на социјални мрежи, инфлуенсерство, нивни лични потреби, стигнале до фаза на комерцијализација во која што почнале да продаваат продукти или модалитети кои што не се веќе научно издржани, кои што веќе немаме ние никаков корист од нив. Тоа би го ставил најстандардно како најголем проблем во сферата, зашто генерално здравието во однос на мускулоскелетен систем е бесплатно. И во секоја точка кај што некој тргнува да ни продава продукти, кај што тргнува да ни продава нешто кое што ќе биде многу изземено од реалноста на движењето, ние стигаме до нормално анимозитет како експерти према него. И многу е тешко за тоа да дадам конкретен одговор, еден или двајца се добри за читање. Пак би кажал дека убаво би било да пробаме секоја тема која што ја читаме, да најдеме уште 2-3 нишки на информации за истата тема и да видиме кои се диаметрално спротивните верувања. Да не биде религиозно прифаќање ги фанатично, нели, овој човек ми идол, го следам и верувам што ќе каже. Нормално. Зашто многу често стигаме до тоа да истиот експерт кој што до вчера зборувал за една тема на еден начин, после одредена студија кој што самиот ја прочитал, да престане да верува во таа тема и да почне да продава нешто друго. Тоа продава го кажа во лоша конотација, меѓутоа не е секогаш така. И ние, дури лично и јас, кроз години имало ставови кои што сум ги имал, па имало студии кои што ме натерале да ги сменам тие ставови, и тоа е сосема нормално. И тоа е храбро, види, и тоа е многу фер, затоа што има луѓе кои што егото не им дозволува да, окей, сгрешив, не беше овака, Точно. Знаеш, има погрешен став. Точно, меѓутоа погрешни ставови во сфера која што допрва се развива, нормално е дека имаме, најверојатно и веќе ги држиме некои ставови кои што во иднина ќе се докажат дека не биле баш така. Меѓутоа не треба да се спротивиме на времето и не треба да се спротивиме на науката. Има модалитети кои што колеги ги работат со години, кои што веќе знаеме дека се неефикасни, а се форсираат. Дури се форсираат од страна на експерти во нивните полиња заради тоа што се профитабилни. И сега тоа е малце попроблематично за дискутирање, зашто ние знаеме дека модалитетот како таков е само модалитет. Не е апсолутна вистина, не постои едно решение за било кој проблем, постојат 10-15 решенија кои што можеме да се обидеме да ги аплицираме. И секој добар терапевт би рекол, па и тренер, би се обидел да најде било каков модалитет што ќе е најповолен за клиентот. Не модалитетот кој што на терапевтот му има највеќе логика. Што понекогаш дел од тие се со 20% успешност модалитети кои што ние ги третираме како апсолут во нашата сфера. И 90% од терапевтите ќе ги работат тие модалитети со тој процент на успешност. Јасно. Иван, масажа, дали треба да биде составен дел од животот на луѓето кои што се физички активни, неактивни, без разлика, или можеби треба да биде присутен дел од животот само во одредени случаеви? Значи, ако масажата не релаксира и не е убава, масажата треба да е вклучен дел од сечив живот. Меѓутоа, тоа е дел од оние модалитети во физикалната терапија, кои што можеме да ги реплицираме и преку струи, преку акупунктура, акупресура, различни методики на масажа, различни типови на масажа, бидејќи тоа е сепак симптоматско третирање на меки ткива. Не е ништо кое што ќе решение или не е нешто што е апсолут. Голем дел од луѓето кои што одбиваат масажи, што од причина што не им се допаѓа масажата, што од лични било каква причина, решаваат да отидат на foam rolling, односно да земат ролерче и да се ја прават мускулатурата на тој начин. И со тоа се елиминира потребата за масажа. Дел од луѓето кидат на акупунктура или кидат на киропрактика. Значи, било која од тие модалитети би требало и така да бидат земени како модалитети. Не како апсолут или решение или како нешто кое што секој мора да го прави. Секој мора да ги прави функционалните движења кои што му се секојдневија без болка и да нема никаков проблем.
Се останато над тоа треба да биде многу посубјективно. Океј, имам уште две нешта што сакам да те прашам. Прво е суплементацијата. Дали ти, што ти од суплементација препорачуваш, па и користиш на дневна основа и би требало секој да ја има? Така, на дневна основа генерално не користам ништо, пробувам да го регулирам со исхрана, лично. Добра. Меѓутоа зависно од периодите, секако сега веќе стигнавме во малце по есенски и зимски денови, кај што ќе мораме витамин D да внесуваме одредена количина. И тоа може секоја особа може да си го испита преку крвната слика за која е количината на D витамин кој што им фали. И многу често кај нас во зимски месеци знам да земам 2 до 4000 единици од витамин D. Покрај тоа магнезиум користам во процес на вежбање. Стандардно, ако не успеам да го внесам од храна, истото би им го препорачал на клиентите. Меѓутоа, ништо одредено од суплементација конкретно не би препорачал за што не можеме да го реплицираме кроз добар избор на храна и кроз добри. А што се случува со стероиди, анаболици, хормони? Дали постои оправдана употреба? Оправдана употреба? Оправдана е само она кој што е за рекреативни цели, за вежбање, мислам, без разлика дали сакаме одредени перформанси да тоа постигнеме. Тоа зависи од протоколи државни, зашто во некои држави за стандардно блага симптоматика на депресија дури знаат тестостерон реплейсмент терапија да препишат како нишка, особено кај машка популација над 40 се случува тоа. Додека кај нас тоа не е случајот. Значи човек доколку сака да си направи да земе анаболични стероиди за да си качи тестостерон на таа возраст мора да го направи тоа илегално. Најчесто. Да. Многу ретко не го знаев ово. Да, многу ретко одат преку патот на ендокринолог, па после тоа да добијат некаква препорака, туку решаваат на своја рака да земат мали количини на тестостерон. Тоа дури колегите кои што се медицинари знаат да го направат истото на сопствена рака, зашто ги знаеме податоците, дека знаат да бидат анаболични стероиди во тој случај корисни. Сега за рекреативци, анаболични стероиди се една од темите кои што ќе треба многу внимателно да размислат што прават, зашто е многу голема цена да се плати за нешто кое што можеби не има толкав интерес. Океј, продолжи. Извини. За интересот? И за цената. Цената која што се плаќа од користење на анаболични стероиди е генерално запирање на природната продукција на хормони во телото. Тоа е процес кој што мора многу блиско да биде мониториран преку тестови. Сега, благодарение на земјата и положбата кај што сме ние, поевтино е човек да пројде години на анаболични стероиди, без да се тестира отколку да направи 3 тестирања кроз еден циклус на земање на анаболични стероиди. Че тестирањата се поскапи отколку самиот анаболик. И тука лежи проблем што голем дел од луѓето кои што ќе решат да одат по тој пат и да ги користат тие супстанци, да не го прават тоа на адекватен начин кој што е препорачан. Туку пробуваат да избегнат голем дел од безбедноста, би рекол, на користење на тие супстанци, кои што и онака си имаат мала количина на ризик во нив. Јасно. Иван, ја тука полека би ја спакувал епизодава. Има, мислам, да ми доаѓаат и други прашања, али во интерес еве и на време за да не претераме, ќе оставиме да си направиме уште една епизода во блиска иднина. У секој случај фала ти што ја прифати поканата и ја уживав, еве ми летна еден саат муабет со тебе и се надам ќе се дружиме повторно у Wellcast. За работилници секако ќе се дружиме. Така да, фала уште еднаш на поканата. Еден саат летна како ништо, кога се збори на интересни теми. Така е. Супер. Фала ви што ја следевте содржинава и секако се гледаме социјални мрежи и на сите канали на кои што ја објавуваме. Убав ден. Открите ја топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават.